Здраво, драги деца! Јас сум воспитувач Тања Проевска од градинката 11 септември во Ресен. Целта на оваа презентација е утврдување и проширување на представите, поимите и искуствата на децата од областа на сообраќајното воспитание, развивање на внимание, мислење, помнење, како и да се поттикне детето кон развивање на сообраќајна култура и воведување во современата техника и технологија на комуникација. Ајде денеска малку да се дружиме и да се движиме по оваа крстосница. Да, крстосница. Тоа е место каде што се вкрстуваат две и повеќе улици. На неа има сообраќајни знаци и семафори. Дали ние деца треба да ги почитуваме сообраќајните знаци и правила? Да, точно. Само така нема да имаме никакви сообраќајни проблеми. А дали го препознавате ова животно? Зебра. Да, ова е зебра. Погледнете, деца, зебра или пешачки премин е обележен дел од коловозот каде што пешаците ја преминуваат улицата. Пешачки премин се нарекува зебра затоа што личи на шарата на телото од зебрата. Кој го регулира сообраќајот за премин на пешаци и возила? Семафорот. Ајде со опишување да ја видиме улогата на овој светлосен знак семафорот. Деца, постоje два вида на семафори. Семафор за пешаци, тоа е овај, и семафор за автомобили. Семафорот за пешаци има две бои, црвена и зелена, а семафорот за автомобили има три бои, црвена, жолта и зелена. Црвената се наоѓа секогаш горе на секој семафор. Тоа значи стоп, запирање на сите автомобили и пешаци и чекање додека не дојде другото светло наред. Жолтото се наоѓа помеѓу црвеното и зеленото светло. Тоа значи припрема. А зеленото секогаш се наоѓа долу на семафорот и значи поаѓање. Значи семафорот репка црвено, жолто, зелено, а и ни порачува: ве молам и пред вас сум често, црвеното око заприти вместо, а жолтото чекај се уште стоп, еве и зелено, преминот е твој. Ако во случај на крстосницата нема семафор, кој го регулира сообраќајот тогаш, деца? Сообраќајниот полицаец. Да, чичкото полицаец, кој ни дава знак со раката, а во устата има свирче. И свири еве вака. Тој не советува. Низ градските улици има многу автомобили и опасности. Внимавај добро. Научи ги и почитувај ги сообраќајните знаци и правила, така ќе бидеш дете мило, безбедно во сообраќајот. Ајде сега малку да си поиграме и да ги провериме нашите знаења од сообраќајниот свет. Внимателно ќе ги следиме прашањата од нашиот квиз и ќе ги одговориме. Дали, деца, вие ги почитувате сообраќајните правила? Секогаш или никогаш? Да, точно, секогаш. Кога не работи семафорот, на раскрсница стои и го регулира сообраќајот. Кој? Учителката или сообраќајниот полицаец? Точно, сообраќајниот полицаец. Колку вкупно кругови има на двата од овие семафори? 1 или 5? Точно, вкупно 5. Колку жолти кругови има двата семафори? 3 или 1? Да, точно 1. Колку црвени кругови има двата семафори? 0 или 1? 2. Точно, 2. Колку
Колку зелени кругови имаат двата семафори? 2 или 4? Вкупно 2 зелени круга. Ајде сега да погодиме една гатанка. Црвена, жолта, зелена. 3 бои тој си има. Светат како очи, работат без почин. Ај погоди што е тоа? Семафор. Точно. И за крај, за дома ќе си изработите еден семафор. Се што ви е потребно се колаж хартија, ножици и шпатула. Еве го мојот семафор. И за крај, рефлексија. Со реализацијата на денешната активност, детето го опишува семафорот. Ја знае улогата на светлосната сигнализација на семафорот и знае да ја почитува. Толку од мене, поздрав до сите!